Првата работа, овој закон во 90 членови е неуставен закон, излегува надвор од Охридскиот рамковен договор и од амандманот 5, односно членот 7 на Уставот на Република Македонија, со кој што се регулира прашањето за правото на користење на заедниците во Република Македонија. Втора работа, би сакал да потенцирам и да истакнам дека овој закон се носи во очи на локални избори како политичко барање од страна на Демократската унија за интеграција и политичка уцена од страна на Демократската унија за интеграција над Социјалдемократскиот сојуз со цел дуи како политичка партија да ги покрие сите коруптивни афери, сите скандали, уцени кон албанското гласачко тело, неостварени ветувања кон албанското гласачко тело, лошата инфраструктура, комунални услуги, лошите економски и социјални услови во кои што живеат нашите сограѓани албанци во Република Македонија, мислејќи дека со овој закон за јазици ќе успее да ги покрие сите своји пропусти, намерни и ненамерни грешки, кои што ги направила спрема албанците во минатите 15 или 16 години како се на власт. За жал, Социјалдемократскиот сојуз, со оној број на пратеници кои што ги има, е доведен во ситуација да мора да прифати било каква уцена, дури и спротивна на Уставот на Република Македонија, спротивна на интересите на македонскиот народ, на турскиот народ, на бошњачкиот народ, на влашкиот народ, на српскиот народ, на ромскиот народ, со цел да ја задржи бројката на тенкото парламентарно мнозинство и со цел, надевајќи се, да добие некој глас повеќе од нашите сограѓани албанци во текот на локалните избори, како би си го покрил нелегитимитетот и недемократичноста во начинот на кој што СДСМ го воспостави своето владење после парламентарните избори минатата година. Дозволете ми да прочитам неколку членови од законот и да дадам појаснување јасно, кое што на сите граѓани во Република Македонија ќе им даде јасна дефиниција дека овој закон е комплетно надвор од Уставот на Република Македонија. Согласно член 1, став 2 од овој закон се дефинира дека друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во заграда албански јазик, исто така е службен јазик и неговото писмо согласно овој закон. И понатаму законот во 30 на своји членови ја регулира употребата на албанскиот јазик на многу различни нивоа во многу различни институции. Но Уставот не го вели тоа. Уставот вели дека друг јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните, исто така е службен јазик и неговото писмо како што е определено со овој член. Значи, Уставот на Република Македонија дава јасни граници, онака како што е определено со членот 7, дека така треба да биде употребата на било кој јазик, не само албанскиот, доколку 20% од граѓаните на државно или на локално ниво го користат како мајчин јазик тој јазик. Значи, предлагачот, заедно со тенкото парламентарно мнозинство, ја дерогира рамката и ја крши рамката, ја погазува рамката од Уставот и од Охридскиот рамковен договор и со законот предвидува десетици и десетици други можности за користење, примена и употреба, кои што ги нема и не се предвидени со Уставот на Република Македонија. Тоа е првото и најкрупно системско рушење на Уставот на Република Македонија. Второто, системско и крупно рушење на Уставот на Република Македонија, предлагачот го прави со исто така членот 1 на законот, но ставот 3. Вели, во сите органи на државна власт на Република Македонија, запирка, централни институции, запирка, јавни предпријатија,
без да направи квалификација дали локални или државни, како што секаде на други места во законите се прави. Значи сите јавни предпријатија, агенции, сите агенции, дирекции, сите дирекции, установи, сите установи. Тука се мисли и на здравствените установи кои што се посебни правни субјективитети под централната власт, а се наоѓаат во различни делови од Република Македонија: Берово, Пехчево, Струмица, Валандово, Богданци, Велес, Демиркапија, Крива Паланка, Ранковци и така натака и така натака. Но се мисли и на центрите за социјални грижи, кои што исто така се независни правни субјективитети, односно установи и организации, без разлика каде се наоѓаат. Значи, со овој закон ќе имплементираме двојазичност во центрите за социјални грижи, во здравствените установи и во Крива Паланка, и во Берово, и во Пехчево, и во Пробиштип, и во Виница, и во Штип, и секаде низ Македонија. Комисии, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон. Значи, правни лица кои вршат јавни овластувања согласно закон се сите нотари, адвокати и извршители, без разлика каде се стационирани и каде имаат надлежност. Значи, секој нотар, без разлика дали е во Пехчево или во Дебар, секој адвокат дали е во Крива Паланка или во Струга, секој извршител дали е во Виница или во Куманово, ќе мора да го следи словото и да ја воведе двојазичноста во своето работење.